Откако ја сменивме водата на месото, сега е вистинскиот момент да го додадеме целерот. Ке го исецкам многу ситно. Ама чекај, зашо вака видео од средина? Дајде, врати го од почеток. А што всушност ние правиме денес? Денес сакам да ви покажам како да направиме домашна пилешка коцка. Прво што треба да направиме е да ги свариме бутките. Првата вода секогаш ја фрлам, затоа што знаете, има како некоја сипења, не сакам да имам. Дојде момент да се смени оваа вода. Јас ги варев од прилика околу 5 минути. Го сецкаме целерот на не многу ситни коцки. Нормално, побрзо да ни се свари. Кромит. Исто така, не многу ситно. Го сечеме морковот исто така на не многу големи парчиња. Силантро, ќе го исечеме и него. Овој рецепт е флексибилен. Не мора да значи дека истите состојки мора и вие да ги употребите. Едноставно, зеленчуци што ги имате по дома. Исто така, Макдонос. Видете што направив. Сите состојки ги ставив воедно. Нема веза, секако ќе се вари. Одиме на следната постапка. Сега ќе ги ставиме зеленчуците. Две мали лажички сол или по желба. Половина лажичка бибер, исто толку лук во прав или во гранули. Еден лист жалфија. Промешуваме и го оставаме да се вари се додека не се свари месото. Во блендер ги ставиме претходно сварените зеленчуци. Исто така и пилешкото месо, нормално, без кожа. Додавам и од бујонот, не многу, чисто кога да почне да се блендира. Зависно од тоа колку е густа смесата, така додаваме бујон, не да претеруваме. Вака треба нешто да ни изгледа целата таа смеса. Епа вака, најтешкиот дел од целата процедура е додека чекаме да се замрзне. Оди на замрзнување. Еве ги, коцките се готови. Вака треба нешто да изгледаат коцките. Сега, ајде да видиме како се понашаат во врела вода. Тука имам врела вода. Ќе ставаме на коцка чисто да ви покажам како се понаша. Идеално за супа.